На стартот од пратеничките прашања, преговорите на Знам со Мицковски завршија без договор. ВМРО ДПМН очекува конечен список за реконструиран владин кабинет на 1 јули. Вербален дуел, обвинувања, директни напади и закани можеа да се слушнат уште во првите неколку минути од почетокот на пратеничките прашања во собранието. Мицковски и Филипчи ја искористија собраниската говорница, додека пратениците ги бодреа партиските лидери. Седницата ја следи колешката Катерина Нешкова и имаме во живо во овие вести. Катерина, што се досега можеше да се слушне во собранието? Така е, поводот за овој вербален судир, лидерски судир тука напред собраниската говорница беше 2 години од владењето на Мицковски, односно од формирањето на владата. Според опозицијата и според лидерот на СДСМ Венко Филипче, владата изминатиот период работела со оценка 0, што пак беше повод Мицковски на некој начин да возврати со тоа што рече дека луѓето не се разочарани од работата на владата, туку се разочарани од тоа што не се испорачува правдан кон поранешни функционери кои што се сликаат на јахти или во Дубај. Освен прашањето за 2 години влада, беа отворени прашања кои што се однесуваат на економските капацитети на државата и справувањето со економските проблеми, при што премиерот Мицковски обзнани дека дел од европските пари кои што треба да ги добие државата всушност се спречени од страна на Бугарија, иако поединечно не ја именуваше, бидејќи смета дека на овој начин Бугарија го користи инструментот за да врши уцена кон државата. Разбирливо дека и останатите, голем дел од останатите прашања кои што беа од делот на културата, од делот на именувањето на улици, потоа одбраната, беа одговарани на оваа седница за пратенички прашања. Што се беше прашано и како беше одговорено во прилогот. Вербален дуел меѓу опозицијскиот лидер Филипче и премиерот Мицковски на седницата за пратенички прашања по повод половина од мандатот на владата. Додека Филипче и Мицковски си разменуваа квалификации, пратениците со довикувања и аплаузи ги бодреа своите лидери. Ова е резултатот од вашата власт, премиер. Една голема нула за реформи, за зголемување на платите, за мерки за младите, за подршка на земјоделците, 0 за европскиот пат. И сега моето прашање е просто, едноставно, кој е крив за овие неисполнети ветувања? Кој е крив, премиере, за овие 2 изгубени години? Пола мандат помина, ќе излезете ли и ќе кажете пред граѓаните отворено и искрено дека потврливте и дека ништо од овие ветувања не исполнивте. Ве гледаат вас во Дубај како уживате на Хариџиновиќ, а не сте во затвор. Затоа што гледа таму како уживаат поранешни функционери на јахти, а не се во затвор. И да дадат одговор зошто се таму. Затоа се разочарани луѓето. Кога ќе ве видат како се смеете позади решетки, тогаш ќе бидат срекни и задоволни затоа што правдата дошла. И последно, и тука ќе завршам, кој е виновен? Јас признавам дека сум виновен. Тоа што поминаа 2 години, а вие уште уживате на јахтите во Палјури, наместо на друго место. Признавам дека сум виновен. Но исто така, еве ви ветувам, ве гледам во очи и ви ветувам, дека нема повеќе да ги разочаруваме македонските граѓани да гледаат слики како поранешни функционери уживаат на јахти и во мелосот на Хариџиновиќ. Ова ваша обсесија со поранешни функционери кои што плаќате да ги сликаат голи на плажа, ја више не можам да ја разберам, очигледно дека е у сферата на некоја психологија. Мицковски обвини Бугарија дека поради незините постапки не бил искористен целиот фонд од европските пари, тврдејќи дека го користи инструментот за уцени. Ми кажуваат како еден од нашите соседи шири информација да не и помагаме на Македонија финансиски, да ги скратиме сите фондови, како ЕУ, затоа што ако и помагаме, тие се жилави ќе буткаат напред, а ако не
нема фондови за нив, нема европски фондови за таа држава, тогаш тие ќе бидат приморани да клекнат и да дојдат да молат и на тој начин ќе го реализираме тоа кое што ќе го реализираме, ќе дојдат пред банкрот. Албанската опозиција пак се уште останува фокусирана на етничките прашања. За жал, оваа година јавноста не говореше за поезијата, ниту за лауреатите, ниту пак за уметничките вредности на фестивалот. Дебатата се и помести во отсуството на албанскиот јазик во промотивните материјали. Никогаш нема да научите зошто е создадена оваа манифестација. Да го заштити македонскиот јазик и да го промовира во целиот свет. Тоа кога ќе го разберете, тогаш ќе престанете да зборувате за проценти, за дали имало превод или немало превод. Значи, тоа е светска манифестација за поддршка на македонскиот јазик. И превод треба да има на англиски јазик, за да не разбере целиот свет. Колку што ми е мене познато, во мојот град главниот пат, главната улица во градот што го поврзува центарот со главниот булевар се уште се нарекува ЈНА. Имаме разговарано со нашите коалициони партнери за оние улици кои што се без број, односно немаат број, кои што немаат име или па бројка, да добијат имиња кои што на луѓе, на личности или случувања во минатото, кои што ја одразуваат многовековната борба на македонскиот народ и на граѓаните во Македонија за независна Македонија и истовремено ќе го представуваат и мултиетничкиот карактер во одредени општини. Ова се предпоследните пратенички прашања пред собранието да замине на колективен одмор. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Набиена агенда за пратениците, а дел од врските се и пакетот закони од реформската агенда врзани со рок до крајот на месецот. Обидот да го поминат собранискиот филтер во последните денови е дополнителна причина за несогласување во законодавниот дом. Неизвестно останува и осогласувањето на изборниот законник. Во следните 5 дена македонскиот парламент треба да ги донесе сите закони од реформската агенда за да се стигне со рокот кој го постави Брисел 30 јуни. Собранискиот спикер Гаши очекува на седници до понеделник да поминат сите законски решенија и да се постигне политички договор за изборниот законник, а од тоа зависи исполнувањето на планот за раст. Најголемиот дел од агендата на собранието е организирано околу достигнување на тие рокови. Така да знаете дека денеска имаме седница за пратенички прашања, утре ќе имаме седница, во понеделник најверојатно ќе свикаме нова седница, така да се ќе гледаме до 30 јуни да поминеме се што доаѓа како предлог од владата или од пратеници, а што е поврзано со реформската агенда. Дел од законите се во второ читање амандманска расправа пред конечно гласање на пленарна седница. На матичната комисија за политички систем денеска заврши амандманската расправа за измените на законот за совет на јавни обвинители. Опозицијата бараше јасни рокови и начин на селекција на кандидатите, но беа одбиени од предлагачот. Да нема надгласување. Затоа се прави таа комисија за селекција. Затоа таму после интервју се избираат луѓе кои ние ќе ги испратиме. Ама вие упорно сакајки да дојдете до ситуација која ќе ја надгласате опозицијата, упорно се наоѓате начин како да го заобиколите. Измената што сега ја предлагаме е идентична постапка онака како што се избираат членовите на државната корупција. И еве го законот и ќе дебатираме. Најтешка задача за решавање е изборниот законник за кој е потребен политички консензус. Иако беше најавено дека денеска треба целосно да биде постигнат договор, сепак работната група која работи на измените се уште не може да ги испегла разликите за неколку точки. Од Правда информираат дека се финализираат измените, но конечен договор нема. Членовите на работната група разменија мислење по доставените предлози од политичките партии, при што беше констатирано дека значителен дел од решенијата се усогласени и има висок степен на консензус, велат од Правда. До утре по електронски пат треба да се произнесат за одредени предлози, од што ќе зависи и понатамошната постапка. Ивана Соколовиќ Најдова, Сител телевизија. Преговорите на Знам со Мицковски одржани вчера попладне завршиле без договор за промени во ресорите. И покрај несогласувањето од ВМРО ДПМН очекуваат конечен список за реконструиран владин кабинет на 1 јули. Од СДСМ пак на процесот гледаат како на битка за фотели.
Нема договор меѓу ВМРО ДПМН и ЗНАМ за најавената реконструкција на владата, откако вчерашната средба на партнерите заврши без конечен епилог за прераспределба на министерските фотели. Иако според неофицијалните информации Игор Филков треба го напушти ресорот правда за тој да му припадне на вреди, додека ЗНАМ како компензација би го презел земјоделие, нема конечен договор. Од партијата официјално потврдуваат дека разговорите продолжуваат. Договор не е постигнат, разговорите продолжуваат, континуирано се прават консултации, а деталите што е ставено на маса остануваат во рамки на преговарачките тимови. Очекуваме до средината на следната недела да има конечен договор, ако има евентуална смена на ресори и министри, велат од ЗНАМ. Доколку се остварат неофицијалните информации, предстојната реконструкција ќе биде длабок кадровски рез кој би зафатил повеќе од 1/3 од владиниот состав. Низ лезна врата од извршната власт неофицијално се министрите за спорт и култура Борко Ристовски и Зоран Љутков, а на нивно место би дошле кадри на вреди. Дополнително ВМРО ДПМН би го отстапило и Министерството за политички систем и односи меѓу заедниците, за да ги добие здравство, социјална политика и евроинтеграции. Единствен кој би можел да се спаси од целосно заминување е Беким Сали, а за него се предвидува внатрешна ротација, односно преземање на сосема друг ресор наместо евроинтеграциите. Ова прераспределба отвара можности за проширување на владината коалиција, при што се шпекулира дека нов партнер во кабинетот на Мицкоски би можела да стане Демократската партија на турците. Од ВМРО ДПМН официјално велат дека до 1 јули ќе бидат познати имињата на новите министри и променетите ресори. Разговорите со Вреди и ЗНАМ се во тек. Она која што го најави претседателот Мицкоски е дека на 1 јули ги очекуваме предлозите за министри и заменици министри до собранието. Во владината коалиција владее хаос, а реконструкцијата е типачки за фотели, реагираат од опозицијската СДСМ. Додека на јавноста се представуваат добри резултати, зад затворени врати во Белата палата се води тепачка за позиции и лична добивка. Ако резултатите се толку добри на оваа влада, зошто тогаш реконструкција? Додека граѓаните гледаат во празните паричници и фрижидери, зад зидовите на власта се води борба за уште тендери и лично богатење. Вака изгледа кога на власт е организирана криминална група, реагираат од СДСМ. Главните договори во однос на реконструкцијата се очекува да бидат направени во текот на викендот, а откако ќе биде комплетиран предлогот со нови имиња, ќе биде доставен до собранието за гласање. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Каде е договорот за реконструкција на владиниот кабинет? Дали Вреди се уште се бори за здравство и кое е решението за секторот правда? Дали прашањето за предвремени избори е се уште отворено? За законот за правична застапеност и реализацијата во првите 2 години во влада. Тема на денот со Изет Меджити, ко-председател на Вреди. Ревизорите откриле системски пропусти и финансиски загуби во МЕПСО. Далноводи без имотен лист, неискористени кредити и милионски суми за провизии. Од МЕПСО го прифаќаат извештајот и велат дека веќе спроведуваат мерки за отстранување на слабостите кои според предпријатието биле затекнати од претходните раководства. Нерешени имотни прашања, милиони евра за неискористени кредити и спорни вработувања. Ова се дел од наудите во најновиот извештај на Државниот завод за ревизија за работењето на МЕПСО во 2024. Ревизорите утврдиле дека компанијата нема чисти документи за добар дел од мрежата. Од вкупно 112 далеководи, за повеќе од половина нема имотни листови, а нерешени остануваат и 33 големи трафостаници кои МЕПСО ги користи заедно со Евана. Поради овие пропусти, регулаторната комисија не може прецизно да ја одреди тарифата за пренос на струја, што директно влијае врз сметките на граѓаните. Извештајот открива и доцнење кај инвестициите, кај некои проекти роковите биле продолжувани со години, а кај други се потрошени многу повеќе пари. МЕПСО има одобрени заеми од над 102 милиони евра, но повеќе од половина од нив се уште не се искористени. Само во 2024 компанијата платила над 245.000 евра провизии за неповлечени средства, додека вкупните трошоци за камати и провизии достигнала речиси 9 милиони евра. Пример е далеководот Валандово-Милетково, каде парите се одобрени во јуни 2024. Изградбата не е почната, а веќе се платени над 155.000 евра за провизии. Ненавременото користење на земјите го зголемува финансискиот товар и ја забавува реализацијата на стратешките проекти за електропреносниот систем. Дополнително МЕПСО им позајмила 9,5 милиони евра на други државни фирми, а има проблеми со наплатата на долгови од приватни трговци со струја стари над 3 години.
Имајќи предвид старосната структура на побарувањата, како и неизвестноста на долготрајните извршни постапки, истакнуваме дека постои неизвестност во однос на нивната наплата. Ревизијата анализирала 45 нови вработувања и открила дека кај дури 65% од нив, односно 2 од 3 вработени, има неправилности. Овие луѓе биле примени иако не ги исполнувале условите од јавниот оглас, а дел од нив кратко по вработувањето биле унапредени. Од МЕПСО вела дека го прифаќаат извештајот и дека веќе спроведуваат мерки за отстранување на слабостите затекнати од претходните раководства. Се воспоставуваат работни групи и координацијски механизми со надлежните институции со цел побрзо обезбедување дозволи, документација и услови за реализација на инвестициите. МЕПСО презеде мерки за зголемување на дисциплината на учесниците на пазарот на електрична енергија. Зголемени се финансиските гаранции, скратени се роковите за присметки и зајакнати се механизмите за управување со дебалансите. За вработувањата нагласуваат дека огласите биле завршени пред назначувањето на актуелното раководство. Ветуваат дека за воиднина ќе ги зајакнат критериумите. Мартин Арсов, Сител телевизија. Родителите на жртвите во Пулс го напуштија денешното судење по барањето за изземање на обвинителката. Според доказите презентирани на денешното рочиште, дури и во барањето за лиценца не било наведено дека Пулс ги исполнува сите минимално технички услови за работа. Родителите на жртвите во Пулс го напуштија денешното судење за пожарот во Кочанската дискотека. Ги налути барањето за изземање на обвинителката поднесено од адвокатите. Таа според одбраната, доказите за тоа како Пулс добила лиценца за работа од Министерството за економија ги презентирала селективно и пристрасно. Наташа Сарамандова е најдобра обвинителка со обвинителот Дарко и тие са нашата надеж дека вистината ќе биде откриена и дознаена и за нас родителите и за целата јавност, за да видат кој ги уби нашите деца. Според доказите презентирани на денешното судење, во барањето за добивање лиценца не било наведено дека Пулс ги исполнувал сите минимално технички услови за работа. Пријавата е целосно пополнета и штиклирана, освен во една клучна точка која се однесува на обезбедувањето помошни излези, односно најмалку еден помошен излез за капацитет од 200 посетители, истакна обвинителката Наташа Сарамандова. Начинот на презентација на доказите го критикуваше одбраната. Обвинителката не смеела да потенцира што е најважно во документите. Според родителите, таквите забелешки на адвокатите биле обид да се сокрие вистината за Пулс. Впечаток е дека постои силна борба обвинителството целосно да не ја објасни на јавноста што значат документите и што треба да покажат на начинот на кој функционирал објектот пред трагедијата. Судењето за пожарот во Кочанската дискотека во кој загинаа 63 лица продолжува на 1 јули. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Во Источна Македонија има најголема потрошувачка на лекови на рецепт, покажуваат анализите на Фондот за здравствено осигурување. Метформинот со 2 милиони рецепти е терапија која е на врвот на листата, заедно со диазепамот и лекови за срце и крвен притисок. Граѓаните во Источна Македонија најмногу пијат лекови. Анализите на Фондот за здравствено осигурување покажуваат дека во овој регион лани секој осигуреник земал 18 кутии на апчиња во аптека. Секоја година расте и бројот на реализирани рецепти. Па во 2025 имало 27 милиони 334 илјади, што е за 8% повеќе од 2023. Метформинот со 2 милиони рецепти е терапија која е на врвот заедно со диазепамот и лекови за срце и крвен притисок. Злоупотреби има велат од фондот и очекуваат тоа да се надмине со рецептот. Постојат повеќе врсти на злоупотреби. Едната најчестата која веoma многумина од нас ја прават е лек да се најде. Претпоставам во многу домакинства еднашка годишно се отвара фиоката со лекови и се гледаат лековите со изминати рокови се фрлаат. Освен зголемен надзор на масовната потрошувачка на лекови на рецепт, од фондот вела дека има и повеќе генерички лекови достапни на пазарот, со пониски референтни цени, а со тоа и нула доплата, за разлика од постоечките од кои дел биле монопол и ја диктирале цената. За дел од терапијата имаше и реакции од граѓани кои ги користат досегашните, бидејќи им ги препорачуваат и самите лекари. Значи, на рецептата мора да е препишана генерика. Се друго е злоупотреба.
Значи, во аптека мора да биде понудена генерика и да има избор. Значи, тоа е законот. Дали докторот сугерира одреден лек или не, дали вика на пациентот, тој е веќе во домен на злоупотреби и тие постојат и се трудиме да ги намалиме. Од 1 јули на позитивната листа конечно ќе се најдат клексан и фраксипарин, а од фондот најавија вклучување и на уште еден антикоагулант. Сања Димитровска, Сител телевизија. Градскиот базен во Тетово има посебни термини кога може да се капат само жени и девојки. Во среда и сабота од 8:30 до 12 часот. Одлуката е по барање на граѓаните, велат од секторот за јавни дејности на општина Тетово.